Она што нас ни недостасува како систем е малку да се приспособиме, светот оди исклучително брзо напред. Значи тоа е нешто, како што кажавме, неверојатно. Еве, ако земеме нашите родители кога почнале, воопшто да не го фаќаме тој дел. Јас и ти кога сме дошле на пазарот на труд, добро, ние стварно рано, значи ти на 16 години си на првото работно место, јас сум на 17 и така натаму, меѓутоа без разлика на тоа, еве да ги земам последниве 10 години. Толку многу има разлика во делот на тоа што се случува, што е навистина извонредно. И сега има системи, значи во светот има системи кои што многу лесно се приспособуваат благодарение на тоа што ствараат такви генерации во образованието кои што знаат да учат, знаат да се приспособат, знаат да најдат извори на информации соодветни и ќе си се прешалтаат како што си доаѓа технологијата и таму имаме високо платени кадри секогаш, таму имаме висок развој на иновации, имаме компании кои што брзо се развиваат, подобра компаниска култура, најчесто подобар квалитет на живот, не секаде, ама многу често во овие земји имаме и таква нешто. Кај нас тоа не се случува. Колку можеме ние, колку е важно традиционалното образование. Јас сакам малку често се зборува за неформалното, ќе го опфатиме и тој дел, затоа што неформалното образование доста дупки пополни во периодов пред нас, меѓутоа што можеме да направиме во традиционалното образование и зошто не се случува тоа што се случува? Затоа што ти ги имаш најдобрите бројки, мислам дека во моментов, не ти туку Змај ги има најдобрите податоци во моментов во делот на образованието. Можам слободно да кажам во државата или не? Значи, најдобрите податоци во државата ги имат државата. Министерството за образование. Министерството за образование. Штета е што морам да нагласам дека иако јавноста мисли дека нема капацитет, дека нема луѓе кои што може да ги користат, напротив, јас убеден сум и верувам и знам дека има луѓе во тие институции кои што можат и како да ги користат тие податоци, но нема систем кој што им овозможува такво нешто. Но првата поента која што сакам да ја кажаме тоа дека образованието е многу неблагодарна работа кога се станува збор за резултати. Добро. За да можеме да ги видиме плодовите на еден образовен систем или на некоја реформа која што ја спроведуваме во образование, треба да поминат барем 20 години. Тука зборуваме за основно, така? Секаква реформа, ако почнеме од основното образование. Основното образование кај нас е 9 плюс 4. Да. 9 плюс 4 средно, значи зборуваме основно и средно како задолжително образование. Потоа, за да можат дел од тие генерации ќе бидат на пазарот на трудот и таму за 13 на години ќе ги видите резултатите од тој образовен процес. Но кај сите оние кои што заминуваат и продолжуваат со своето образование, ќе ви требаат уште 4 години да го видите ефектот од тој образовен процес и на крај оној период на прилагодување, пракса, учење, за да можете да видите дали тој кадар е навистина подготвен да одговори на новите предизвици. Зошто го кажувам ова? Многу често во јавноста и во јавниот дискурс се зборува за образование прилагодено на пазарните потреби. Да. Или образование на потребите на пазарот во моментот. На пазарот на трудот во моментот. Да. Тоа што е актуелно и е потребно на пазарот на трудот во моментот може да се реши само со брза преквалификација до квалификација. Ние, како општество и сите општества во светот, за да може да бидат конкурентни на долг рок, треба да градиме систем каде што ќе создаваме отпорни и силни генерации кои што ќе бидат подготвени и доволно флексибилни да се прилагодуваат на новите потреби на пазарот на трудот. На идните потреби на пазарот на трудот. Што значи тоа? Вие ако денеска создадете лице кое што има тесни технички знаење и вештини. Да кажеме заварувач. Еве, да кажеме заварувач, бидејќи тие се најплатени во моментов, најбарани. И некако е популарно. И популарно е, да. Секаде во светот. Ни требаат заварувачи. И сега ако создадеме ние една генерација на заварувачи и само заварувачи, за 10 години веќе ја гледаме технологијата на заварување дека се повеќе се автоматизира. За 10 години кога таа целосно ќе биде автоматизирана, тие
таа плејада на заварувачи кои што ќе ги создадеме како армија, како подготвени за да бидат нели продадени односно да се вклучат на пазарот на трудот, тие ќе останат технолошки вишок, популарно кажано. Затоа ние треба да создадеме систем во кој што ќе создадеме заварувачи кои што ќе ги задоволат потребите на пазарот, но истовремено на тие заварувачи ќе им дадеме можност и вештини со кои што многу полесно ќе можат да се пренаменат, односно да отидат, да влезат во некоја индустрија која што е сродна на заварувањето, бидејќи не можеме да очекуваме заварувач да стане компјутерски инженер, иако може ќе стане музичар. Може ќе стане музичар, може ќе стане и компјутерски инженер доколку се одлучи да се преквалификува. Но брза промена, за да може да најде брзо работно место, всушност ќе може само доколку има доволно вештини и подготвеност да учи. Еден од најголемите проблеми на оваа земја со години беше структурната невработеност. Ние имавме невработени кои што немаа никакви вештини, така. И дури со преквалификација не можеа да ги задоволат потребите на овој на сегашното време и на сегашните потреби на пазарот.